дали во овој втор дуел ќе победи со туш, во првиот така беше. Сега веќе и се познаваат противниците. Има по еден дуел меѓу себе. Кај нас нема да има измена, колку што добив информација од тренерот Ангелов. Кај грците во категорија до 85 килограми, место Александридис ќе се бори Тупалидис. Ефектен почеток на Соколов и повторно оди на туш, но се излече Кусис, па останува водството на нашиот борач од 2:0. Инаку првиот круг од овој меч заврши со водство на Бучим Јака од 30:2. Сега на овој резултат ќе ги додаваме поените од вториот круг. Купот на европските шампиони е се уште во развој, па Меѓународната федерација ги испитува сите ситуации, сите можности да ги направи овие мечеви поинтересни, а бидејќи бројот на категориите е намален од 10 на 8 и се чинеше дека 8 меча ќе бидат малку за еден натпревар во Купот на европските шампиони, за кои што треба и големи трошоци, да се патува, да се шпарта, да се кружи низ Европа, па затоа како за проба годинава, еве, на ваков начин ќе се борат екипите по 2 круга, по 2 полувремена. Значи 2 пати по 8, вкупно 16 борби. Резултатите се собираат од првиот и од вториот круг и се доаѓаат до победникот. Соколов води со 3:0. Дали ќе извојува победа со туши во овој втор дуел. 2 поена освојува за оваа акција. 5:0. Со нозете не успеа да го задржи, се извлече Кусис. Оди на технички туш нашиот борач. Сега има шанса доколку ги вкрсти нозете на противникот и тој се префрли преку нив. Тоа беше акција за 2 поена. 9:0. Уште еден поен му треба на Соколов и мечот да биде прекинат. Излегува надвор од дозволената зона за борба двајцата борачи. Останува 9:0, тече третата минута. Уште еден бот му е потребен на нашиот борач за да заврши овој дуел. Бара тајм-аут, се жали на повреда Кусис, бара тајм-аут грчкиот судија кој е на душекот. Доаѓа тука и докторот на нашата репрезентација и на сите борачи, Милош Вучидолов. Се жали на повреда на рамото грчкиот представник, а тука е и докторот Роберт Велков, кој е пак лекар на борачите на Бучим Јака. Уште еден бот му е потребен на нашиот репрезентативец, уште едно доаѓање за противникот, веројатно ова ќе биде тој момент да го освојува тој бот и крај на борбата, 10:0. Победа со технички туш на Владко Соколов, нови 4 бодови, 0 за Кусис и по ова борба купниот резултат е 34:2. Ваков развој на настаните да вистина не очекувавме, зашто сепак не треба да заборавиме дека борењето е воопшто популарен спорт во Грција. Грците има освојувано медали на последните европски и светски првенства, на олимпијади. Има дури олимписки победник во Мигијакис во 80-та година во Москва.